Јас сум Зоран Балов, тренер во Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледаете МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Трајковски Марко, тренер на Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Ана Тантуровска, вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Кошаркарите на МЗД Скопје ја забележаа првата победа на гостински терен во Јадранската АБА лига оваа сезона откако славија во Крагуевац против Раднички со 79-69. Македонскиот првак со одлична игра во втората четвртина стигна до шестата победа во АБА лигата, прва над Раднички по двата пораза минатата сезона. Одбраната беше клучна за предноста која созадоа избраниците на Зоран Мартич. Раднички се закани на стартот од второто полувреме кога влезе во налети на средина од третиот период намали на -3. Но МЗД Скопје повторно ја врати предноста од 11 поени што ја имаше на полувреме. Во финалните 10 минути металците го одржуваат двоцифреното водство и на крајот заслужено победија. Во финалните 10 минути металците го одржуваат двоцифреното водство и на крајот заслужено триумфираа. Тодор Гечевски ги предводеше МЗД Скопје со 13 коша, Дејвид даде 12, Лучич и Карл Џонс постигнаа по 11 коша, додека Дамјан Стојановски заврши со 10 поени. Кај Раднички Лесич со 20 и Мариновиќ со 19 поени беа најдобри кај домаќинот. Следниот прозорник на кошаркарите на МЗД Скопје е тимот на Унион Олимпија в сабота на гости со што започнува вториот дел од сезоната во АБА лигата. Тимот на Бајер од Минхен ја освои титулата светски клупски шампион. Тие во финалето на светското клупско првенство што се одржа во Мароко на стадионот Маракеш го победија домашниот тим на Раја Казабланка со 2:0. Избраниците на Пеп Гвардиола очекувано го освоија петиот трофеј оваа сезона, полние во Бундеслигата, Германскиот куп, Лигата на шампионите и Европскиот суперкуп. Стрелци за баварскиот тим беа Данте во 7-та и Тиаго Алкантара во 22-та минута. За Бајерн ова е трета титула од светското клупско првенство, полние во 1976 и 2001 година. Со триумфот освен титулата, германскиот шампион освои парична награда во висина од 3,6 милиони евра. Во борбата за третата позиција, Атлетико Минеиро го совлада Гвангџу со 3:2, а Роналдиньо повторно постигна прекрасен погодок од слободен удар, но и заработи црвен картон. Женската ракометна репрезентација на Бразил ја освои светската титула на шампионатот во Србија откако во финалето славија против домашната селекција со 22-20. Во фантастична атмосфера пред рекордни околу 20.000 гледачи во Комбанк арената во Белград, бразилките го издржаа притисокот од публиката и заслужено се закитија со златниот медал. По почетното водство на Бразил, Србија предводена од Цвиќ направи пресврт и победа со 10:8, но во последните 10 минути србинките имаа проблеми во нападот, па противничките повторно направија пресврти на време заминаа со преднос од 13:11. Бразил на стартот од вториот дел создаде и 5 голови преднос, но домашниот тим се врати во игра и во последните минути изравни на 19-19. Но до крајот на средбата, Бразил преку Пиедаде, Нунеш и Родригес постигнаа голови, додека Србија се обидуваше да го изравни резултатот, но нивните напори беа неуспешни и Бразил се радуваше на победата и титулата светски првак. До Насименто беше најефикасна со 6 гола, а Фернанда да Силва и Ана Родригес дадоа по 4. Цвиќ ја предводеше Србија со 5 погодоци. За MVP на финалето и на турнирот беше прогласена поранешната ракометарка на Коментал Ѓорче Петров Аморин. Бронзениот медал го освои Данска, која во малото финале ја победи Полска со 30:26. Само 3 средби се одиграа синоќа во NBA лигата. Тимот на Оклахома конечно го почувствува поразот на домашен терен. Гостите од Канада, тимот на Торонто, им го нанесе првиот домашен пораз оваа сезона и ја прекинаа нивната серија од 9 победи поред. Торонто славеше со 104-98. Кайл Лоури со 22 поена и 9 асистенции, Амер Џонсон со 17 поена и 13 скока и 17 коша на Демар Дерозан беа најзаслужни за победата на рептилите. Расел Весбрук со 27 поена и 9 скока и Кевин Дурент со 24 поена беа единствените двоцифрени кај Оклахома Сити. Возбудив надпревар во Лос Анџелес синоќа одигра и LA Клиперси кои по едно продолжение успеа да слават со 120-116 против Минесота. Пековиќ постигна личен рекорд од 34 поени и 14 скокови, а Кевин Лав даде 45 поени и 19 скокови, кои беа сепак недоволни за победа на волците. Кај победниците, Блејк Грифин даде 32 поена и 10 скокови, Джелмал Крафорд постигна 22 поена, а Крис Пол имаше 19 поена и 13 асистенции. Лидерот на истокот, тимот на Индијана во Индијанаполис, со 26 разлика ги совлада келтите од Бостон со 106-79. 24 поени постигна Пол Џорџ, а трипл-дабл оствари Ленс Стивенсон со 12 поени, 10 скокови и 10 асистенции. За вечера богата NBA програма со 11 надпревари.
Здраво, јас сум Матеј Милошевски, тренирам во Кошаркарскиот клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Зоран Мандил, тренирам во Кошаркарскиот клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Давид Аритонов, тренирам во клубот Работнички и вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.